Власта повика на заедништво во носењето тешки одлуки во интерес на граѓаните, опозицијата вели сега ви текна на заедништво кога без консултации со никого го потпишавте штетниот договор со Грција. Собраниската комисија за уставни прашања денеска ја започна седницата на која се разговара за уставните измени кои што произлегуваат од договорот за името со Грција. При гласањето на дневниот ред, сите 7 члена од ВМРО-ДПМН во 16 члената комисија гласаа против пристапувањето кон уставни измени. Премиерот Зоран Заев како предлагач рече дека уставните измени заслужуваат поддршка од сите пратеници затоа што големо мнозинство од граѓаните е за членство во Европската унија и во НАТО. Тој рече дека НАТО гарантира безбедност и стабилност, а безбедноста носи инвестиции и развој. Ова прашање не е лесно, но на вакви прашања се познава лидерството, рече Заев, апелирајќи дека сега ни треба заедништво и ги повика сите пратеници да ги поддржат уставните измени. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Перспектива и место во заедницата на европските народи за најдобра заштита на достоинството, идентитетот и иднината на сите граѓани на Република Македонија. Решаваме 2,5 деценијски спор за да извлечеме нашата земја од стегите на изолацијата. Пратеникот Трајко Велјановски од ВМРО-ДПМН пак рече дека власта не се потрудила да создаде национален консензус за едно толку важно прашање и оти ги оставила на маргините и граѓаните и председателот и пратениците, а сега откако како што рече тесниот владин круг по тајни преговори го потпишал штетниот договор бара заедништво. Наместо чувство дека договорот е дело и наше општество и на граѓаните, се создаде чувство дека се работи за туѓо наметнато решение и за спогодба која ја доведува Македонија во положба на подчинетост и зависност кон друга држава. Ова чувство на наметнато туѓо решение дополнително се зацврстува кога во споредба се земат изјавите на владините први луѓе од јануари ова година, кога тврдеа дека е можно да се постигне решение со Грција без да се мене уставот на Република Македонија. Тој рече дека пратениците на ВМРО-ДПМН нема да учествуваат во менувањето на уставот и затоа власта не може да обезбеди двотретинско мнозинство за промените. Предвидени се 4 измени на уставот. Првата промена на името во Република Северна Македонија. Втората е во преамбулата да се наведат конкретните документи на АСНОМ како државноправни традиции, третата се однесува на гаранции за границите, а четвртата на грижата за македонците во диаспората и во странство.